Добар ден и добра ни дојдовте и во овој неделен микс имаме култура, но имаме исто така и теми убавина, мода, шминки, од се помалку за секако вас да ве релаксираме, но и некако културно да ве надградиме, благодарение на моите гости. Ја спомнав убавината, токму таа, почитувани гледачи, е денеска првата тема, козметиката, природната козметика, но и како повеќе и поздраво да се негуваме. На таа тема ќе зборувам со Елена Јованова, таа е управител на Орифлейм Македонија. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, Марија. Благодарам на поканата на оваа преубава прекрасна тема, која што верувам дека сите нас не инспирира и сакаме да ја слушнеме. Да, еве Елена, конкретно и вие сте навистина негувана жена, па како еве вие се негувате конкретно за вас? Што ви е вас важно кога употребувате одредена козметика? Мојата нега е специфична, интересна затоа што благодарение на компанијата од која што сум дел, како што спомна Орифлейм, следам доста трендови. Орифлейм е иновативна компанија која што многу ги следи и ги посочува најновите трендови, ни дава таа можност да бидеме добро информирани и да видиме што е она што е важно и што е она што е ново, трендовски, што е она што одговара да го користиме баш во времето во кое што живееме. Следствено на темпото на работа, динамиката, начинот на живот кој што ни е сега помалку и наметнат да биде и брз и динамичен, и средината во која што живееме и воздухот кој што нели не ни е јака страна на нас, на нашата земја, да. И имам една рутина која што некако не можам да замислам дека порано би ја користела како што ја користам сега или дека ќе одвојувам така време и дека така ќе уживам. Сега благодарение на она што го работам, научив дека всушност негувана жена е инспирација за сите. Убаво е да си негуван. Премногу внимание даваме на годините, а помалку на негата. И нели сите се посочуваме кон ние инвазивни сега методи. Меѓутоа и тоа и се останато не може да биде одржливо ако не преминуваме нега која што е задолжителна за една жена. Мојата рутина, да скратам, малку продолжив. Не, слободно. Верувам дека за гледачите е интересно. Да, имам многу што да кажам на таа тема и секогаш интересна е. Секој прашање може да биде препратено со многу долг одговор. Мојата рутина е 5 минути наутро и 5 минути навечер. Па релативно брзо. Па ние препорачуваме и по она што го имаме како предлог во нашите рутини е 2 минути. Земајќи го во предвид, како што кажав, динамиката на темпото со која што живееме, динамичниот живот, меѓутоа јас се давам 5 минути секогаш. И тоа е задолжително со чистење на лице, со гелови за чистење, кои што се, како што претпоставувам дека веќе и гледачите знаат, Орифлейм е една преубава природна козметика. Гел за чистење, после тоа следува серум, па дневна или ноќна крема, односно кремата за околу очи, дневна или ноќна крема, зависно дали е нели наутро или навечер, и секогаш знам да доставам по некоја од нашите преубави маски кои што ги имаме. Често пати знам и пред кремите да додадам и некои јака киселини доколку е зимски период, витамин С кој што е идеален во текот, поготово сега и за пред да спремаме нашата кожа нели за лето. Ретинол понекогаш. Значи се што има нашата палета на производи, знам да применам и да научив што е најважно да уживам во тоа. Денеска на пазарот има буквално се и се што, но многу е некако важно да се свртиме кон природната козметика и не само кога станува збор, нели, самата нега, туку и шминките кога се во прашање и она, нели, декоративна козметика, да сепак се фокусираме на одредени состојки кои што се поприродни, не се толку инвазивни за нашето лице. И еве сега период веќе одиме кон топлите денови, пролет, лето. На што посебно нашите гледачи да се фокусираат кога станува збор козметиката, па и шминките? Например, какви креми да користат? Нели полесни сигурно сега треба за разлика од зимскиот период, но што вашите препораки кои се? Спомнавте природна козметика и во моментов додека зборувавме видов дека еве и сега во моментов има неколку слайдови од еден наш преубав настан кој што го направивме во соработка со шведската резиденција.
кога што зборувавме токму на таа тема, природна козметика која што освен има природни состојки и е одлична по нашата кожа, затоа што знаеме дека најдоброто е природното и многу ми е драго што свеста некако се повеќе и повеќе расте за тоа дека освен што треба да конзумираме здрава и природна храна, треба да се свртиме кон користење и на природна козметика која што има природни состојки во својот состав. Она што ние можеме да се пофалиме дека имаме 100% природни состојки во нашите производи и тоа што секогаш го препорачуваме кон сите потрошувачи кои што сакаат да одберат козметика која што е вистинска за нив. Не алудирам, секој имаме широка палета на производи на пазарот, секој ќе си го најде тоа што најмногу му одговара. Меѓутоа, добро е да го прочитаме составот, понекогаш е малку подобро да внимаваме на составот и на состојките отколку на цената. Мораме некако тоа да не го порамнуваме, затоа што природното е секогаш најдобро, како што реков, и иновативното. Ние имаме таа можност да користиме производи кои што се природни и иновативни, односно константно додаваме нешто ново во нашите формулации, затоа што имаме и сопствена лабораторија за истражување, сопствени научници, наши колеги научници кои што работат на развивање на формулите, на состојките во нашите производи за негување, па и декоративна козметика. Ви исто така имате како компанија и во различни земји свои фабрики, односно свои лаборатории каде што се подготвуваат, не е само во Шведска. Да, тоа е нешто што претпоставувам дека доста луѓе не го знаат. Имаме свои сопствени фабрики, 4 свои наши фабрики, имаме свои сопствени лаборатории, истражувачки центри, каде што работат голем број на научници кои што активно работат на развивање на нови формули, подобрени секогаш константно, затоа што ќе се повторам, динамиката е се побрза и побрза, а тоа бара и поактивни состојки кои што побрзо ќе делуваат на одржување на здравјето и негуваноста на нашата кожа, на лице, на тело, на коса, на се. Да, се фокусирате и сте еколошки исто така свесна компанија, бидејќи вашите производи се од биоразградливи формулации, исто така и производите за кожа на кожата на целото тело, што е исклучително важно во денешно време. Еве можеме да се задржиме на самиот настан кој што како што спомнавме се случи неодамна во шведската резиденција. Зашто поконкретно беше наменет овој настан? Кој беше поводот? Често пати како шведски компании, амбасадорката организира ручеци каде што дискутираме на повеќе теми. Правиме некаква анализа што е актуелно на пазарот, колку шведските компании се застапени во Македонија, која е делотворноста која што ја имаат. И една од темите кои што мене особено ми се допаѓа и особено сум горда што нашата компанија ја има, тоа е општествената одговорност кон луѓето и кон планетата Земја. И тоа е нешто што за жал кај нас се уште освестеноста за тоа не е на многу високо ниво. Драго ми е што сум дел од компанија која што е токму од Шведска, затоа што знаеме дека таму освестеноста на луѓето, одговорноста на луѓето е на високо ниво. Благосостојбата е нешто што најмногу се цени, а токму тоа она што ние и овде го пробуваме да го разгласиме, да бидеме погласни и да допреме до повеќе луѓе да почнат да го применуваат во својот начин на живот. И токму оттаму беше инспирацијата да испратам еден предлог до шведската резиденција да направиме еден настан на кој што ќе зборуваме токму за еколошката благосостојба и колку е важно да производите кои што ги користиме бидат биоразградливи, бидат од 100% природни состојки и по нивното користење да не штетат на планетата Земја. Така. Да се учиме да рециклираме, затоа што сите производи кои што ние ги имаме се од рециклирачка пластика и сме добитници на веќе 4 години поред на едно од најопштествените одговорни компании во Европа. Прогласени сме за број 1 компанија во таа сфера од две познати списанија. Значи, ЗПМП награда 2001, 2002, 2003 и 2004 за одржливост,
И тоа е големо признание. Апсолутно, не е туку така. Вие сте си квалитетни во однос на вашите производи, но дополнителна вредност секако додава и фактот дека сте, како што спомнавме, општествено еколошки свесна компанија. Апсолутно, ве сега ќе сменам улогата, јас ќе ве прашам вас дали вие го знаевте тоа за Oriflame порано. Па јас порано не, сега неодамна тоа го дознав и навистина ми е драго, бидејќи самите ваши производи и лично ги користам и сум многу задоволна. Па ете, драго ми е што тоа е некако нешто плюс и верувам дека и за мене лично како корисник, но исто така и за останатите гледачи дека е важно она што го користиме да знаеме како е направено. Апсолутно да. И тоа сакав да токму со овој настан да допрам до голем број на луѓе, како ако не ве поканиме вас новинарите, ако не ги поканиме сега нели актуелните инфлуенсери, затоа што мислам дека тие се во моментов најгласни, тие се гласот каналите преку кои што можеме најгласно да ја прошириме оваа информација. Нека не биде само Oriflame, нека бидат сите компании кои што се со таква општествена одговорност, да внимаваме што користиме и темата беше таква. Вие сте новинари, вие сте инфлуенсери, ајде заедно со ваша помош да почнеме една активност која што ќе не направи нас пред се подобри луѓе, кога правиме добро и за нас, и за луѓето околу нас, и за планетата Земја, се чувствуваме подобро, нели? Апсолутно. Така да, ајде сите заедно, тоа беше еден повик за акција, до сите присутни, да направиме нешто ново, да бидеме поразлични, да направиме нови трендови. Значи, константно има некои нови трендови, колку се тие добри, нели? Овој ќе се согласите сите дека е фантастичен и сите беа воодушевени, што ми е многу драго гостите и кај сите се разбуди таа желба и тоа го видов во сјајот на очите на присутните и бев многу среќна поради тоа и многу ми е драго што го организиравме овој настан во еден преубав амбиент, во една преубава атмосфера, се потрудивме за гостиве да направиме максимален да се чувствуваат пријатно. Да се чувствуваат пријатно, да доприносиме благодарност до амбасадорката која што дозволи домот буквално да и го целосно завземеме и промениме. Додадовме секакви интересни аксесари, гаджети во дворот, интересни за сликање, за читање. Имавме информативни корнери, точки каде што зборувавме за нашите велозови производи, за тоа како прво она што е најважно, нели, да почнеме да се храниме здраво, да внесуваме суплементи кои што се добри по нашето здравје, да ја вратиме нашата енергија, сила за извршување на секојдневните активности, па после имавме корнер или точка каде што еве сега сме здрави, добро нахранети, ајде да видиме како сега да ја нахраниме, добро негуваме нашата кожа, кои се идеалните производи за нас и на крајот така добро здрави и со негувана кожа да го направиме оној final touch и да се нашминкаме добро и да изгледаме добро со здрава и природна козметика. И кај гостите што беше најинтересно? Кој од овие сегменти? Токму моментов што некоја светла точка е нека во не очекував, еве, се уште сум збуната, тоа што не очекував дека најмногу ги допре баш тој наш повик за акција, да бидеме поодговорни како луѓе, да бидеме еден одличен пример за младите, да го разбудиме тоа кај најмладите, да почнеме од нас и да им покажеме одлични примери. И некако тоа беше, сите зборуваа за тоа, од толку многу интересни и други останати моменти, тоа е нешто што им остави најголем впечаток. Со сите скоро што беа присутни дискутиравме на таа тема и кај сите се разбуди таа желба и многу ми е драго што мислам дека малку постигнавме некоја цел. Имаме во план да ова беше некоја пробен настан од овој тип со таков мотив и се надеваме дека ќе премине во некоја традиција и дека следна година ова нема да го организира само Oriflame, туку дека ќе посакат и други компании да ни се приклучат и да бидеме секоја година се поголеми и поголеми, поодговорни, да бираме вистински производи за нас и вистински производи за природата. А вие, Елена, организирате и настани и во светски рамки. Па кажете ни, кој вас лично настан ви оставил најголем впечаток или се случил неодамна кој што е вредно да се спомне? Не можам да одвојам. Еве, некогаш кога размислувам и кога гледам фотографии и еве оние кои што ги мал број што одбрав да ви споделам,
Не можам да одберам, затоа што оние што ги правиме локално, ги правиме со мал тим. Јас и моите колеги директно вработени кои сум овде во канцеларијата и вложуваме многу труд и многу љубов. И ги правиме со премногу вложување, буквално и со детали, со перцепција, визуализација, како тоа се ќе биде. Премногу се вложуваме за да не ги сакаме. Меѓутоа, не можеме да ги споредиме, ќе бидам овде и искрена, со настаните кои што нашата компанија ги организира на глобално ниво. И тоа се настани од единствен тип, неповторливи, и мислам дека се толку уникатни пред се поради енергијата која што таму се чувствува. Замислете вие 600, 700, 800 луѓе, зависи од типот на конференција, на едно место, сите дел од една компанија, сите дел со една љубов, сите дел со една мисла, и сите дел со една задача, и сите живеат со вредностите на нашата компанија, тоа се заедништво, дух и страст. И сега замислете таа експлозија на енергија на едно место. Се наоѓате во Тајланд, во најстариот замок во Тајланд, направен целиот од дрво, изнаемен само за вас кој што сте дел од Oriflame, направени преубав амбиент, со светла, со музика, со конфети, со преубав избор на храна, со одлична музика, со признанија. Секој еден присутен излегува на сцена и го добива своето признание за сработеното. Замислете го истото тоа во Дубај. Во последниот настан кој се случуваше во Дубај беше во хотел Атлантис, тоа исто така некој кој што ми е во сеќавање. Огромен број луѓе исто таму, 600 келнери заслужени да ги обслужат гостите со неколку курсеви на храна, со таков некој распоред натре, што со таков некој лајт шоу што не се опишува, и тоа е единствено доживување. Ова е компанија која што пред се, освен што препорачува благосостојба, односно да имаме секогаш баланс во живеењето, негуваме и предприемнички дух и дух за поддршка за сите наши членови кои што се дел од нашиот тим, да растат, да се развиваат и да бидат дел од оваа уникатна енергија и од овој уникатен бизнис модел кој што освен ете што ви дава можност да имате производи за убавина и нега, ви дава и таа можност да бидете дел, а кој не сака да биде дел од еден таков тим кој што се собира секаде по светов на вакви уникатни настани и споделува приубави приказни. Да, многу инспиративно и многу убаво искуство како што спомнавте. Да се вратиме на негата на кожа, на шминките и убавината, секако тоа е предпознатлив некако сегмент и белек на и вашата компанија исто така, но како ви овие пролетни денови се посветувате на себе и некако да кажам си давате значење на сопствената благосостојба. Еве тука можеме да ги спомнеме и самите шминки, неизоставен дел од секоја дама секако. Како вие да се шминкате овие денови? Како вие ги правите овие пролетни денови да ви се некако по релаксирани и опуштени? Колку е тоа возможно, нели во денешно време? Па шведски, односно природно. Негуваме природен изглед, негуваме изглед кој што не е премногу оптеретен со шминка. Знаеме да видиме се уште преку ден девојки, жени кои што се е започет, нели секој се содржува различно и мене ми е драго што не има од различен тип. Меѓутоа, стилот кој што лично јас го негувам и кој што ние како компанија го препорачуваме е лесна шминка, дневна шминка, па и ноќна лесна шминка, која што пред се ги следи природните црти на лицето и која што освен што делувате на шминкано, негувано, вие имате производи на себе, кои што истовремено и ја хранат вашата коша. Значи сите наши покривни производи, односно пудрите, во својот состав имаат и витамини кои што освен ви го даваат, ви го израмнуваат тенот, ги покриваат оние мали несовршености, и ја негуваат истовремено вашата кожа. Тоа е она што јас го негувам. Мене особено ми се допаѓа нашата, еве ќе
ќе искористам приликата да ја спомнам, препорачам Age Serum пудра, која што дава толку нежен, негуван изглед и толку убав природен сјај на вашето лице. Значи буквално само со пудра сум, односно јас и многу често и не се шминкам, затоа што со помош на нашите креми успеав да го израмнам тенот на мојата кожа на лицето. А тоа секој жена го посакува, да, се чини. Да. Нашиот витамин С навистина ми помогна да го израмнам тенот на лицето и можам само да ставам малку од нашите добро познати топчиња бронзери за нијансирање, малку суптилно некои од нашите преубави нежни дневни кармини, тоа е тоа, некоја моливче за веги, тоа е тоа што него многу често сум јас и нюднам, да кажам, без шминка, со нашите бронзери актуелни кои што ги испромовиравме во минатиот каталог, преубави бронзери, со нив и со малку кармин вие имате како да сте онака делувате баш негувано, затоа што негуваноста по мене е во едноставноста. Не е во премногу, помалку нели е подобро и токму е она што ние како шведска компанија со нашата палета на избор на шминки го препорачуваме. Така да едноставно, лесно, пријатно, здраво, хидрирана кожа која што делува онака сјајно и се гледа, самата кожа кажува дека е негувана, што можеби јас сега во моментот за мене немаше моментот да го кажам пред тоа што ете имав таква некоја активности ова недела и навистина нема време да се одморам и да му го дадам на моето тело. Спомнавте маската која што сте оставиле вчера и навистина свежо изгледате, така што има ефект дефинитивно. Да, тоа е една преубава маска која што ви дава ефект како да сте спиеле 8 часа. Па се надевам дека ми помогна колку толку да ја покрија мојата ненаспаност и уморот оваа недела. Какви се реакциите од вашите што допираат до вас, од потрошувачите и колку ви значи нивното мислење? Верувам да, но подетално можете да ни кажете за самите нивни впечатоци откако ќе искористат некој ваш производ или некако и така сменат нивната секојдневна рутина? Многу се радуваме кога радуваме. А тоа е нешто што секојдневно го постигнуваме. А не се случило некој да купи производ или да проба некој наш производ, а да не биде воодушевен. Нормално за тоа секогаш е потребна и препорака. Затоа што не секој производ е за секого. Ние веќе како долги, јас сум веќе 6 години во Oriflame, имам некое искуство и можам да направам добра препорака на некој кој ќе му праша која е крема за него или каква шминка или се. И воодушевени се. Луѓето сите, реакциите се секогаш многу позитивни и не сме имале досега, барем мене не ми се случило да сретнам некој кој што е незадоволен. Затоа имаме и ние голем број на наши членови низ цела наша држава, кои што се партнери, независни партнери во Oriflame и тие се стручњаци буквално за секој производ. И ете моја препорака секогаш кога се мислите што од Oriflame или кој производ за вас може би бил најдобар, да се консултирате со нив затоа што ќе добиете најдобрата препорака и тогаш навистина ќе имате одлично искуство. Така, се надам дека пренесовме мал сегмент за тоа колку е важно да се негуваме и однатре, но и однадвор. Да. И да пратиме порака и до дамите, но и до господата, дека пред се треба да тргнеме од грижата за себе, па потоа кон останатите, тоа вие го правите во Oriflame. И Елена, благодарам многу за разговорот. Се надевам дека и понатака ќе бидете успешна компанија. Благодарам Марија на поканата и се надевам дека ќе имаме можности за уште поголеми соработки и ете драго ми е што сте дел од нашите настани и драго ми е што планираме уште неколку оваа година на кој што ќе ни биде драго да бидете наш гостин и да можеме да ви доловиме дел од атмосферата и енергијата која што ние имаме. Секако. А се надам дека и на гледачите тоа некако и низ овој разговор им го пренесоме. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, убавината и негата е секако составен дел и од неделниот микс. Знаете дека сакаме да разговараме покрај за оние делови кои што ги зафаќа културата, секако и културата на живење во склоп на сето тоа, во состав на тоа. Вие бидете тука, за кратко се враќаме многу наскоро.